По завршувањето на работното лето и кампањата со престој во домови на граѓани од руралните средини, опозицијата со почетокот на есента започнува нов проект, од кој треба да произлезат програмските насоки за локалните избори. На 6 месеци пред нив, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, откако одржа повеќе протестни митинзи низ земјата, се одлучи под мотото "Отвори врата за еднината", заедно со граѓаните да започне проектот кој ќе произлезе програмата за локалните избори, како и програмите за секоја општина во Македонија. Како што велат од партијата, понуденото ќе биде заедничко дело на СДСМ и народот и во себе ќе ги содржи предлозите на самите граѓани, она што го сакаат за себе и за својата општина. Деновиве проектот беше промовиран и во општинската организација на СДСМ во Крива Паланка, па веќе од понеделникот на 3 октомври практично тимови во кои има и представници на партиското раководство одат од врата на врата за очи во очи да разговараат со граѓаните. Ивана Ристовска, портпаролот на проектот "Отвори врата за еднината" за нашиот регион, информираше дека нивните активисти ќе посетат близу 5000 семејства. Општинскиот изборен штаб ги направи последните подготовки и веќе од денес нашите тимови составени од исклучително авторитетни и способни луѓе, од млади и жени, од студенти и повозрасни, начело со нашиот и ваш кандидат за градоначелник, постојано ќе бидат на терен со граѓаните. Во наредните 50 на дена ни предстои исклучително напорна и сериозна, но пред се позитивна и искрена кампања, во која ќе се појавиме пред сечија врата, ќе стапиме во контакт со секој поединец. Граѓаните за прв пат во историјата на нашата земја ќе бидат директни креатори на програмата на политичката партија и на поединечната програма на нашиот победнички кандидат, доктор Горан Младеновски. Во оваа кампања има место за сите вас, без разлика на припадноста, уверувањето и вашето убедување. Ве покануваме да ни се приклучите и да бидете дел од победничкиот тим кој ќе ја пишува и креира иднината на овој град, на оваа општина и иднината на идните генерации. Како што велат од партијата, уверени се во сигурна победа, пред се поради квалитетите на кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ, Горан Младеновски. Тој пак вели дека чувствува голема чест, но и обврска за тоа што беше еден од првите промовирани кандидати на опозицијата за локалните избори в година. Од досега остварените бројни средби со граѓаните на локално ниво, Младеновски заклучил дека тие се повеќе ја препознаваат искреноста, одговорноста и способноста, честниот пристап на луѓето од неговиот тим. Сепак вели не планираат да застанат тука. Под мотото "Отвори врата за еднината", заедно со граѓаните започнуваме проект од кој ќе произлезат програмите за локалните избори на секоја општина во Македонија. Мојата програма, како кандидат за градоначелник, ќе биде заедничко дело со граѓаните и таа во себе ќе ги содржи предлозите на самите граѓани, она што го сакаат за себе и за својата општина. Сите квалитетни предлози, идеи и проекти кои ќе дојдат од граѓаните, а за кои ќе направиме длабинска анализа, дека со сигурност можеме да ги реализираме, ќе ги вградиме во програмата и со сигурност ќе ги оствариме. Тоа ќе бидат проекти кои реално ќе го подобрат животот на граѓаните на Крива Паланка. На крајот, секој наш граѓанин ќе може да се препознае во поединечните програми и решенија во програмата. Тоа ќе биде програма од граѓаните за граѓаните. За реализација на проектот "Отвори врата за еднината", десетици наши тимови ќе тропнат на секоја врата во Крива Паланка, во секој дом, во секое населено место, во секое село и мало. Според Младеновски, за прв пат граѓаните ќе добијат можност да посочат каква иднина сакаат и каква општина сакаат, што треба да се промени и што да се дополни. Со овој проект, од партијата сакаат да испратат порака за подобра иднина за напредна и развиена општина.